Добро вечер. Часовникот одбројува уште 87 дена рок за специјалното јавно обвинителство за поднесување обвиненија, а досега се поднесени само 3. Заглавили се ја во институционалните обструкции или во обемноста на прислушуваните материјали. Намета сега во последно време и медиуми и медиумски личности. Како се изгуби консензуалната партиска поддршка, а се ја облезе во интригите на партиските пресметки. Ова се само дел од прашањата во вечерашната топ тема на ваша страна, во која на жешкото столче, како што го нарекуваме, е обвинителката во специјалното јавно обвинителство и портпарол на ова обвинителство, Ленче Ристовска. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Наспроти моите колешки и кодомаќини всушност во оваа емисија, Гордана Дувњак, од денеска новинар во Макфакс. Честитки, Гордана, за новата работа. И Сашка Цветковска, Нова ТВ. Го погодев ова последното. Благодарам и за вашето присуство. Би сакал да напоменам за гледачите дека од страната на моите кодомаќини и колеги беа поканети повеќе колеги кои лично или медиумите во кои работат застапуваат критичен став и однос кон работата на специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа повеќе мина од нив, односно речиси сите кои што денеска ги контактиравме, ја одбија поканата да бидат дел од вечерашната дебата. За почеток, госпоѓа Ристевска, конфликтот или недоразбирањата со дел од судските институции се белег кој што го следи речиси секој чекор на специјалното јавно обвинителство. Минатата недела добивме и нов. Дали кривичниот совет добива конкуренција во Јово Вангеловски? Изминатиот период, да, постоеја, да кажам, одредени недоразбирања со институциите во судството, посебно со Основниот суд Скопје. Меѓутоа, нашите очекувања од секогаш биле дека судиите се професионалци и дека судиите на крајот на денот треба својата работа да ја извршат професионално. Очекуваме и веруваме дека таквата пракса, кога станува збор за специјалното јавно обвинителство, ќе продолжи да постои, односно дека како што судиите се однесуваат објективно во случаи кога станува збор за другите јавни обвинителства, така ќе почне да се применува таквата пракса и спрема специјалното јавно обвинителство. Може ли да се зборува за недоразбирања кога во официјални соопштенија од судот, кои што се безподписно, очигледно е дека многу е веројатно дека поминале низ за раците на председателот на судот, буквално ве обвинува дека не си ја знаете работата, не ги знаете законите, правно сте неписмени. Тоа се недоразбирање? Да, затоа што јас верувам дека за тие соопштенија не стои мнозинството на судии. Одбивам да верувам и јас и исто и колегите во обвинителството, дека тоа се соопштенија кои што претходно се биле предмет на дебата на колегиум на судии, дека сите судии го делат истиот став од оно што е соопштен на официјалната страница на судот. Доколку се работи за лично мислење на одредени индивидуи, кои што својот антагонизам спрема специјалното јавно обвинителство не го кријат, туку отворено го искажуваат, тоа е една од причините заради кои што ние може со оние законски мерки кои што ни стојат на располагање да покренеме постапки против тие суди, односно против тие индивидуи, во смисла да се оцени нивната непристрасност во работењето на случаите со специјалното јавно обвинителство. Има досега такви? Има неколку поднесени представки до Советот за утврдување на факти во однос на нашите сомненија за евентуална непристрасност на судиите, односно евентуална пристрасност на судиите во работењето со специјалното јавно обвинителство. Други освен оние што ги објавивте за Елена Јосифовиќ и Татјана Михајлова? Мислам дека имаше и за судијата Лидија Петровска, претходно беа објавени, и за судијата Александра Поп-Стефанија. Зошто иземање на Јово Вангеловски токму сега? Иземање на Јово Вангеловски токму сега, затоа што сега функцијата на судијата Вангеловски е променета, односно не е само судија, туку е веќе и председател на Врховниот суд и како председател неговите ингеренции, неговата положба се многу посериозни од кога како постапува како обичен судија. Суштината на барањето за иземање е во тоа да општата јавност и сите
ги расчистат дилемите во однос на тоа дали постојат одредени околности кои што би влијаеле на неговото објективно и непристрасно вршење на судската функција. Значи, ние исто така постапивме и во случаите каде што имаше сомненија за судијата Лидија Петровска. Значи, пред да започнат тие случаи, побаравме изземање за да се расчисти тоа прашање и понатака јавноста да нема сомнеш во непристрасноста на судиите кои што учествувале во процесите од интерес на нашето јавно обвинителство. Само кратко околу Сашка, тоа дали стојат или дали не стојат сите судии за судските соопштенија, не знаеме дали не стојат сите судии, можеби и стојат. Вака како што гледаме, тие си праќаат соопштенија непотпишани, меѓутоа сепак тоа се соопштенија кои ги испраќа судот. Ако може да се наречат соопштенија, тоа се претежно рецензии на господинот Панчевски, тој има рецензии за работата на сите, рецензии за работата на новинарите, рецензии за работата на СЈО, не одговара со факти и со аргументи, нема дебата, нема ништо што може да се поврзе со работа на луѓе кои треба да делат правда. Судиите кои можеби постојат, веројатно постојат, се честни, својата работа извршуваат совесно, а ние не ги познаваме. Убаво е вие да бидете совесен судија од сенката, дебелата сенка која што возможува анонимноста. Како што ние овде на масава, еве јас, ти Боби, исто и Гордана, сме се изложиле на јавност и сме ги посочиле колегите кои ја брукаат професијата, кои не работат согласно кодексот на новинари. Па каде се судиите да го сторат тоа? А нивната работа е далеко поодговорна. Тие треба да делат правда. Тогаш не е повод. Да преминеме сепак на конкретни прашања, еве околу овој корпус од антагонизам, недоразбирање да или се надоврзам на твоето Гордан. претходно прашање. Јас би тргнала од последните две одлуки на специјалното јавно обвинителство, кои што, благо кажано, се малку збунувачки. На 29 март специјалното јавно обвинителство го повлече барањето за заштита на законитоста, поднесено од јавното обвинителство на Македонија. А ден после тоа побаравте изземање на Јово Вангеловски. Нели ризикувате како институција да ве обвинат за селективност и непринципиелност во првиот случај, затоа што покажувате на некој начин недоверба во Врховниот суд, кој што во два наврата веќе позитивно одговорил на вашите барања и на некој начин воопшто не ви ја спори надлежноста за предметите. Не беше ли доволно само да го известите Врховниот суд дека еве вие сте надлежни, да ги подсетите на вашите надлежности, затоа што ова излегува како да барате повлекување барање кое што го поднела, го доставила друга институција. И второ, вие дадовте едно објаснување околу председателот на Врховниот суд, меѓутоа, колку што се сеќавам, господинот Вангеловски во две други ситуации одлучуваше. И тогаш немавте ништо против неговата одлука, бидејќи беше на линија на она што вие го баравте. Значи, да резимирам, не се ли плашите дека ќе ве обвинат за непринципиелност? И покажување на известна доза на нетрпеливост, меѓутоа и брзање. Не би рекла дека се работи за непринципиелност во нашето однесување и сега на кратко ќе ви објаснам и двете ситуации подетално зошто. Значи, првата ситуација, тоа е зошто го повлековме барањето кое што беше упатено од Јавното обвинителство на Република Македонија до Врховниот суд е следна. Согласно Законот за специјално јавно обвинителство, специјалниот јавен обвинител, тоа е во случајот мојата шефица Катица Јанева, има единствено овластување да ги застапува предметите кои што се поврзани и произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Законот не застанува тука, туку пропишува дека дополнително надлежноста наша се однесува како за пред основните судови застапување на тие предмети, така и во постапка по правни лекови пред апелационите судови и конечно во постапка по која што се случува пред Врховниот суд. Исто така,
Законот за специјално јавно обвинителство предвидува и посебна автономност. Значи има еден член кој што ја гарантира автономноста на ова јавно обвинителство, а тоа е со цел да се обезбеди негово целисходно работење и целосно и доследно гонење на сите случаи кои што се од наша надлежност, како специфични случаи за кои што досега имаше можност да постапува и по нив и редовното обвинителство. Сега, имаме ситуација кога на мала врата се прави обид да се направи упат во таквата наша автономност и преку користење на воредни правни лекови од страна на ненадлежни институции да се влијае на судбината на предметите кои што се водат од страна на специјалното јавно обвинителство. Такво нешто законот прво не дозволува и второ, единствена странка која што може да се легитимира во тие постапки е токму специјалната јавна обвинителка. Се работи за предмет по наше барање беше тој предмет, притворот е определен по наше барање, значи во тој предмет е легитимирано специјалното јавно обвинителство. И ако постои овластен подносител на било кој поднесок, и не само овластен подносител да го поднесе, туку да ги повлече поднесените поднесоци и да постапува генерално, тоа е токму специјалното јавно обвинителство. Заради тоа сметавме дека со оглед дека претходно и Врховниот суд точно вие посочивте во други предмети кога постапувал ја признал нашата надлежност како орган овластен да се легитимира во постапките пред Врховниот суд. Заради тоа сметавме дека не постојат никакви пречки да го повлечеме барањето кое што е поднесено. Зошто не го оставивте Врховниот суд да го отфрли барањето на господинот Зврлевски како неовластен поднесоч? Судот секогаш е оној кој што има краен спор. Дали судот ќе го отфрли барањето или ќе го прифати нашето повлекување, останува одлука да донесе судот. Ние постапивме така како што мислевме дека треба да постапи еден овластен тужител кој што си ги заштитува своите интереси во постапката. Своите интереси кога зборувам, не зборувам за интересите на специјалното јавно обвинителство, приватни и индивидуални, туку зборувам на интересите на остварување на начелото на владење на правото и интересите кои што значат соодветно водење на кривичната постапка. Тоа е по однос на прашањето за повлекување на барањето за заштита на законитост. Тука едно дополнително прашање. Вангеловски вели не може законот за СЈО да го дерогира законот за кривична постапка кој е системски закон. Законот за специјално јавно обвинителство е донесен со исто толку големо мнозинство со кое што се носат и системските закони. Доколку се земе временски рамката кога еден закон е донесен претходно и потоа, законот за специјално јавно обвинителство следеше по законот за кривична постапка, односно законот за кривична постапка имаме правна празнина, бидејќи нема сега правна се празнина и е можни различни интерпретации, бидејќи не е изменет кривичниот закон согласно законот за СЈО. Јас би рекла дека не постои правна празнина, се работи за принципиелно теоретско правно прашање, кое што верувам дека и секој теоретичар може да го појасни. Станува збор за, ние во правото тоа го нарекуваме лекс специјалис или специјален закон, така што во случајот законот за специјално јавно обвинителство кога дефинира и регулира прашања многу различно од досега постоечките закони, тој се јавува како специјален закон во однос на тие закони и примената се применуваат токму одредбите од законот за специјално обвинителство. Затоа не би рекла дека законот за специјално јавно обвинителство го дерогира законот за кривична постапка, туку прави дополнувања во смисла да пропишува надлежност на специјалниот јавен обвинител во предметите кои што се од негова надлежност да постапува и пред Врховниот суд на Република Македонија. Дерогирање на законот за кривична постапка нема. Впрочем, дополнително, начелото на автономија гарантира токму да се обезбеди непреченост во водењето на постапките и со самата одредба да специјалниот јавен обвинител може да застапува во сите три инстанции, токму се постигнува тоа да не може било кој друг во било кое време, замислете што ќе се случи сега редовното обвинителство, да довршам. Ви благодарам. Специјалното јавно обвинителство во постапките кои што постапува, замислете сега да може редовното обвинителство постојано да вложува барање за заштита на законитост или постојано да на некој начин прави упат во предметите кои што ги имаме и кои што законот рекол дека исклучиво надлежни сме ние да ги работиме. Вториот сегмент од прашањето мислам беше Гордана, зошто не ви сметаше Вангеловски кога одлучувал еве во советот за пустец за Едмон Темелко и во други случаи ви смета се? Би појаснила дека нас судијата Вангеловски воопшто не ни смета. Прво, тоа е некоја погрешна перцепција која можеби се створи со барањето за изземање. Како што кажав,
Господинот Вангеловски од моментот кога одлучувал предходно, одлучувал исклучиво од позиција на судија и во тој период истиот не беше председател на Врховниот суд. Сега истиот е председател на Врховниот суд. Има многу поголеми овластувања како председател на Врховниот суд и има многу поголеми одговорности. Особено што во едно негово интервју истиот и го потврди разговорот кој што е јавно објавен како разговор кој што навистина се случил, да, ја потврди автентичноста на таквиот разговор, па во јавноста се појавија многу турбуленции дали истиот би бил непристрасен, дали истиот би бил независен. Со цел ние, професионално постапувајќи, да ги отстраниме сите сомненија во однос на одлуките кои што подосна можат да следат, сметавме дека во најмала рака професионално е да упатиме барање за да се преиспита неговата непристрасност. Ние не сугерираме никаква одлука, ние не велиме дека судијата Вангеловски е пристрасен и така натаму. Едноставно сакаме во насока на тоа да нема сомненија за постапувањето на судиите, во насока на тоа граѓаните да добијат доверба во судството, значи да бидат сигурни дека сите одлуки внимателно се следат кои што се носат од судството и дека и таму важат некои правила кои што генерално треба да важат за сите институции. Тоа беше целта. Сачка Повели. Да, едно прашање со оглед на тоа дека работата на специјалното јавно обвинителство произлезе од Брежинскиот договор и ова јавно обвинителство ужива огромна поддршка во јавноста и особено ужива поддршка во, да речеме, критично или опозицијски настроената јавност. Во светло на коалицијата СДСМ-ДУИ не видовме од специјалното јавно обвинителство некој случај кој ќе таргетира некој функционер на оваа политичка партија која сите овие години шуруваше со ВМРО-ДПМНЕ. Имавме прилика да слушнеме интересни бомби. Не видовме некој поголем случај, освен оној случај на последната пресконференција кој се однесува на некој незнаен човек, веројатно од кој знае кој ешалон, испитували специјалното јавно обвинителство злоупотреби кои може би ги направиле високите функционери на ДУИ кои беа дел од владата со Груевски. Специјалното јавно обвинителство ги испитува сите злоупотреби за кои што добиваме информации од прислушкуваните разговори. Значи, наша водилка во сето ова е дали злоупотребите на вистина се настанати, дали постои разговор врз основа на кој што може да формираме надлежност и дали постојат докази за таквите злоупотреби. Тоа се параметрите од кои што ние се раководиме. Реално никој од нас не прашува дали одредено лице кое што е осомничено припаѓа на една или друга политичка партија. Неколку пати сме истакнале дека согласно уставот сите се еднакви пред уставот и законите, сите граѓани. И уште кога ни беа првичните пресконференции, тоа и го потенциравме дека сите ќе добијат еднаков третман. Така што во рамки на сите постапки кои што се водат кај нас, се испитуваат сите злоупотреби како настанати злоупотреби за кои што имаме индиции во прислушкуваните разговори. И во таа насока не ги двоиме лицата од која политичка партија доаѓаат и кои биле нивните мотиви, дали да останат на власт, дали некои други мотиви. Значи, суштината е дали се прекршени законите и дали се сторени кривични дела и за тоа мора да постојат докази, се разбира. Едно конкретно прашање, ако дозволите. Дали е точно дека е прекината истрагата околу изборните манипулации во општина Чаир, па дури се во јавноста се појавија шпекулации дека наводно имало и расправи во рамките на специјалното јавно обвинителство? Убаво кажавте, да, се работи за шпекулации. Значи, такво нешто се нема случајно. Истрагата од она што ми е мене познато е се уште во тек. Се разбира штом ќе имаме информации за конечниот исход на истрагата, тие јавно ќе ги соопштиме. Она што би сакала да укажаме дека кога отвараме една истрага, отвараме затоа што постои основано сомнение дека нешто навистина се случило, дека одредено кривично дело навистина настанало. Целта на истрагата е да се потврдат или да се негираат нашите сомненија. Значи, доколку во рамки на една истрага произлезе дека постојат други околности и дека кривично дело не е сторено, се разбира, ние ќе излеземе со информација дека е затворена истрагата, зошто е затворена истрагата и сите тие работи. Ако произлезат пак сомненија, односно се потврдат сомненијата кои што ги имаме во рамки кога ја отвараме истрагата, тогаш се разбира ќе следи обвинени. Така што во оваа насока на вашето прашање можам да кажам дека се шпекулации, истрагата не е завршена, конечна јавна обвинителска одлука за тој предмет се уште не е донесена, така што ќе почекаме да го видиме исходот. Сегментот за општина Чаир, да, се уште се истражува. Се чини дека многу е тешко да се убеди јавноста во овој факт зашто нема обвиненија против
други лица, освен од ВМРО ДПМН, од едно 25 и повеќе прашања, голем дел се однесуваат токму на ова. Може ли да се објасни работењето на СДСМ, зошто само од ДПМН немали криминални разговори и од ДУИ и од СДСМ? Е едно од прашањата. Дали се ќе отвори случај за Заев, бидејќи изјавите дека секој што го прекршил законите ќе одговара, дали во тоа спаѓа и Заев? Можно ли е поради новата владина коалиција криминалците од ДУИ да не бидат гонети? Значи, само ова се само дел од прашањата што ги добив. Значи, навистина има недоумици и нејасноти, па дури и директни прозивки за селективност, токму заради фактот. Како е можно во толкав обемен број на прислушувани материјали да не се најде ништо за ДУИ или пак за дел од опозиција? Нашата работа не е се уште завршена. Значи, нашата работа е се уште во тек. Се уште се водат голем број на предистражни постапки за кои што јавно не можеме да коментираме, се разбира. Поентата е дека ние навистина ќе ги гониме сите оние за кои што ќе имаме докази дека сториле кривични дела. Без оглед на тоа, повторувам, од која партија да доаѓаат. Не интересираат политички партии, верувајте. Не интересира дали некој во рамки на своето работење ги прекршил законите на Република Македонија. Од она што можеме јавно да го кажеме е дека без оглед, значи дури и да се случи некој колега наш да има сторено кривично дело, дури да се случи да е како што вие и во прашањата стоеше господинот Зоран Заев или било кој друг, за нас е сосем ирелевантно кој е идентитетот на личноста, за нас е релевантно дали за таа личност ќе имаме докази за да кои што упатуваат на нејзина криминална активност и инволвираност во криминални активности. Така што јас верувам дека на граѓаните можеби им е тешко да прифатат дека ние сме објективна и непристрасна институција. Меѓутоа би сакала да укажам и на тоа дека нашата надлежност е специфично дефинирана согласно законот. Во масата на разговори кои што ние ги имаме, прво и нашиот извештај покажува дека не се сите обработени, значи во тек е обработка, се работи за навистина голем обем на податоци и од она со кое што располагаме, верувајте дека правиме максимални напори и постапуваме објективно и непристрасно и верувам дека таквиот начин на постапување ќе го задржиме до крај без оглед што ќе произлезе во иднина од тие разговори кои што не се уште обработени. По кој принцип отварате, да речеме некоја истрага, зошто да кажеме истрага транспортирана, некоја друга, зошто труста, не некоја друга? Затоа што од податоците што беа објавени во последниот извештај беше кажано дека 45% се во обработка. Се во обработка. Како оди принципот? Значи ние имаме строго дефинирани внатрешни процедури за тоа како се прави преслушувањето на разговорите и како се врши поделба на она што треба да биде обработено од тие разговори. Кога ќе наидеме на одредени информации или сомненија за било какви криминални активности, прво што правиме, не отвараме веднаш предистражни постапки. Прво се прават прелиминарни проверки. Дали таков настан прво навистина се случил? Може би зборуваат за нешто што никогаш не е настанато. Знаете. Понатака се прават дополнителни проверки во насока кои се лица би можеле да бидат инволвирани, за да дојдеме до ситуација да воопшто се отвори предистражна постапка. Понатака, во предистражните постапки се собираат докази и кога ќе дојдете до некое повисоко ниво на сомнение, тогаш се отвараат истрагите. Значи, се извинувам што прекинувам, меѓутоа може ли во овој контекст да бидеме попрецизни? Во извештајот вели дека сега имате, за разлика од порано, софистицирана опрема која што ви овозможува многу работа. Да бидеме попластични. Дали е можно, во таа опрема и со тој систем на работа што го имате, едноставно да ги внесете броевите на Боби, Гордана и на Сашка, кои што се на високи позиции и да видите, ајде да видиме што разговарале овие луѓе, можеби нешто ќе најде. Значи побратен ред да таргетирате личности, таргетирање на личности. Јас сум председател на X партија, Y, Z партија. Еве да видиме овие тројца лидери на партии или тројца министри што разговарале, дали нешто кај нив ќе најде. Знаете како, ние имавме сосем друг пристап, можеби легалистички, меѓутоа друг пристап. Пристапот беше прво најстарите разговори да ги слушнеме. Зошто? Законот за кривичниот законник е јасен.
постои нешто што се нарекува застареност на кривичното гонење. И прво што мора да утврдиме е разговорите кои што потекнуваат од најдамнешен датум, да кажам 2009-2010 година, да бидат први да имаат приоритет во обработката, затоа што за тие дела е многу поверојатно дека застареноста ќе настапи отколку за делата кои што се случиле можеби 2013-2014 година. Заради тоа ние појдовме не по личности, туку појдовме по периоди кога разговорите се случување. Така што до сега беа во обработка разговорите кои што и се уште се во обработка разговорите кои што, како што кажав, потекнуваат некаде од 2009, 2010, 2011 година, за во наредниот период да дојдеме и до оние разговори кои што се разбира се шират и на останатите години. Сакам само да појаснам тука кратка диверзија да направам. Да не одберете еве нас тројцата битни функционери и да видите да проверите на тој начин што ние сме направили. Се разбира дека еве, може. Сме од партиите за кои јавноста ви забележува дека не сакате да ја чекнете. Се разбира дека од може, меѓутоа знаете како? Од професионален аспект, одговорноста за настапување на застареност и зошто ние не сме ги преслушале прво по старите разговори, евентуално не сме детектирале таму криминал, сепак ќе остане на наша страна. Непрофесионално е ние да ја вршиме селекцијата врз основа на личности. Токму тогаш правиме селекција спротивна на Уставот на Македонија, кој што вели дека сите треба да бидат еднакво третирани. Параметар, како што кажав, се роковите на застареност, кои што ги предвидува Кривичниот законник на Република Македонија, и така поаѓаме од разговорите кои што се од поодамнешни датуми. Сметавме дека тоа е единствениот правилен, професионален и објективен и непристрасен начин да пристапиме кон преслушување на таргетите. Преслушување, еве како што кажавте вие пример, да го земеме бројот на боби, да го извадиме од системот, сите разговори кои што ги имаме за боби, постои можност. Меѓутоа, која е оправданоста пред законот зборува? Кој мене како обвинител ќе ме оправда ако застарат делата на Гордана, затоа што јас сум сметала дека треба во интерес на пошироката јавност. Потрага по случај на висока корупција. Секако ние тоа работиме. Зашто мислите дека тоа би било оправданост ако го барате мојот број како министер? Меѓутоа тоа не значи дека другите случаи, ако се има предвид, видете, обемот на разговори и лицата кои што еве јавно беа објавени разговорите, многу е тешко вие да направите селекција кој од сега од тие лица е поверојатно да направил коруптивни дејствија, а кој е помалку веројатно. Разбирате, сите се еднакви. Сите биле на одредени позиции, дали како опозиционери, дали како позиција, дали како коалиционен партнер на партијата на власт, и затоа е многу тешко врз основа на субјективни параметри да се направат селекции. Сашка, ако сме ке снимките, во јавноста веќе се објавија некои снимки на одредени Facebook страници, на YouTube канали. Тоа беа прислушуваните разговори, сите знаеме во кој обем беа, тоа беа 10.000 прислушувани граѓани кои прво беа во рацете на, да ги кажем, окружувачите кои ги земаа снимките, потоа тие снимки беа кај претседателот на СДСМ. Јас барем лично сум уверена дека тие снимки ги имаше полицијата и веројатно луѓето блиски и оние кои во јавноста за кои вие водите постапки се сметаат за нарачатели, тоа е владеачката партија, значи веројатно многу луѓе располагаат со снимки за приватниот живот на бизнисмени, новинари, луѓе од невладиниот сектор, суди, обвинители, кој знае уште кој не. И тоа може да представува сериозна пречка понатаму во Македонија за сите некакви идни и сегашни демократски процеси. Дали СЈО има истраги за оние снимки кои веќе проструија во јавноста, како се чуваат кај вас снимките и која е гаранцијата пред нас граѓаните дека тие снимки нема да завршат на некои црни пазари, црни берзи? Како ние тоа да го знаеме? Снимките кои што ги поседува специјалното јавно обвинителство се чуваат во СЕФ, кој што со највисоки стандарди. Значи, начинот и на пристап до тие снимки е врз основа на специјални протоколи кои што ги имаме пропишано. Содржината не можеме да ја соопштиме затоа што се работи за исклучиво доверливи документи, како се пристапува, кој се има пристап. Меѓутоа, во било кое време вие точно може да знаете кој од специјалното јавно обвинителство како индивидуа, еве да речам Ленче Ристоска, кои снимки, кој ден ги преслушала и така натака. Дали се тоа приватни снимки, дали се тоа снимки од државен интерес, односно од јавен интерес, за тоа постои уредна евиденција и во секое време може да настанат проверки.
Од наша страна, значи она што специјалното јавно обвинителство од тие снимки го има, можеме да гарантираме дека тие снимки нема да завршат никаде освен во архивата на специјалното јавно обвинителство. И дека до нив веќе имаше на многу страни, мислам и кај Зврлевски дури беа снимките, извинете, вака ете, јас не му верувам. Разбирам, јас зборувам од моментот од кога ги има специјалното обвинителство тие снимки, зборувам за снимките кои што ние ги имаме. Што се однесува до другите снимки, да, и ние бевме сведоци дека такви снимки проструија во јавноста, се извинувам, и за таквите снимки да се водат кај нас. Со секој објавување на снимка се отвара предистражна постапка. Во рамки на тие предистражни постапки побарани се во неколку предмети имаме и побарана е меѓународна правна помош. Исходот се одолговлечува токму заради тоа што процесот на обезбедување меѓународна правна помош е малку подолгорочен вообичаено од другите процеси кога вие прибавувате докази од Македонија. Каква меѓународна правна помош, ако може малку да се разбира. Ние моравме како обвинителство да се обратиме до провајдерите кај што тие снимки беа објавени, еве во конкретниот случај YouTube, па така мора преку надлежните власти од државата каде што YouTube нормално е регистриран како провајдер, да се обезбедат податоци за IP адресите од каде се објавувани, односно за адресите од компјутерите од каде се објавувани тие снимки, податоци кои што може да ги има само исклучиво оној провајдер кој што ја понатаму расширил снимката, во случајот YouTube. Тие податоци се побарани, имаме воспоставено комуникација со надлежните органи од странските држави, очекуваме дека веднаш штом ќе добијат и тие одговор на таквите барања, дека ќе можеме и точно да откриеме кои се лицата кои што стојат за таквото неовластено ширење на снимките. Ова е за снимките на YouTube кои ги слушавме. Да. Сите овие разговори, барем според специјалното јавно обвинителство, се снимале во управата за безбедност и контраразузнавање. Вие сте уверени дека тие снимки не излегувале надвор и не се шетале на USB-ња? Од она што ние имаме како податоци, можеме да ги гарантираме безбедноста на снимките што сега се кај нас и од моментот што од кога се кај нас. Кој се претходно имал увид во тие снимки и како е и дали воопшто постои опасност снимки од приватна природа на граѓани од Република Македонија да завршат на некои приватни адреси, тоа на вистина ние е надвор од наша контрола. Зборувам за она што се случувало пред да стигнат снимките во специјалното јавно обвинителство и за жал тука не можеме многу да помогнеме, меѓутоа сепак потенцирам дека со самото тоа што водиме ние постапки за да се утврди кој прислушкувал, како прислушкувал и зошто тоа го правел, сметаме дека специјалното јавно обвинителство врши навистина вложува навистина големи напори во тоа да се открие кој се ја прекршил приватноста на граѓаните на Република Македонија. Ке имате ли одговор на овие прашања што сега ги споменавте, кој прислушувал, како прислушувал и зошто прислушувал, бидејќи она што беше збунувачки во последните јавни настапи се во меѓувреме пронајдени 66.909 фајлови. Тоа е првиот збунувачки факт. Вториот факт е дека во оние театрални влегувања во УБК, театралниот аспект на спречувањето да влезете во УБК, не најдовте ништо. И сега во извештајот отворено се посочува дека апсолутно ги немате, односно дека апсолутно ги немате податоците од еден од операторите, неговото име е наведено во извештајот. Така. Вака, ќе започнем прво од фајловите. Како дојде до тоа да ние пронајдеме нови аудио фајлови на хард дискот кој што ни беше доставен од господинот Зоран Заев како претседател на опозицијата? Во моментот кога го примевме хард дискот, беше формирана комисија која што вршеше попис, тука нема да се повторувам, веќе тоа сме го појасниле неколку пати. Пописот се правеше рачно, затоа што во тој момент немавме соодветни софтверски решенија кои што можат да ни го олеснат процесот на попишување на сите аудио фајлови кои што се наоѓаат на тој хард диск. На тој хард диск за сета таа состојба констатирана имаме записник кој што е изготвен на 620 на страници, така мислам дека беше. И кога ја констатиравме таа состојба и во тој првичен извештај стои дека за одреден број на фајлови не сме во можност да ги отвориме. Тие фајлови беа, знаете, за нас како избришани фајлови, затоа што не постоеше никакво софтверско решение од тие што ни беа, се разбира, на располагање, со помош на кое ние би можеле да ги отвориме и тие фајлови што беа за нас од со непозната екстензија, односно навистина не знаевме како да пристапиме. Со набавување на многу пософистициран софтвер,
дојдовме до сознание дека не се работи за фајлови кои што не можеме да ги отвориме, туку се работи за фолдери, во рамки на кои фолдери постоеја аудиозаписи. Новиот софтвер кој што го поседуваме ни овозможи да ја утврдиме таквата ситуација и со цел да биде точно попишан бројот, направивме уште една, се разбира, сето тоа е со помош ова е на огромна бројка, 66.909 избришени аудиофајлови кои што вие сте ги вратиле. Не, или тоа малку несмесна формулација избришани, затоа што од ова што го објаснуваат излегува дека практично не се препознаваат како фајлови, а не дека се избришани, а во прв момент се остава впечаток на злоупотреба, дека некој свесно некаде бришел. И сега на тоа се надоврзуваат сите тие прашања. Најдовте наеднаш 66 избришани, ама ги се појавија. Во УБК не најдовте ништо, бидејќи опремата е дел е избришена, дел е уништена, ќе ни кажете што пронајдовте и еден оператор не ви дава пристап за да проверите што имало кај него. Значи, вистината е тука. Факт е дека на хард дискот тие фајлови постоеле. Ние не бевме во можност на вистина да ги отвориме, појаснив. Не сме имале такви можности и во тој момент, знаете, сме им дали третман на избришани. Може би е несреќен избор на зборови, се согласувам. Меѓутоа, поентата е таа дека на вистина тие фајлови беа недостапни за нас во тој момент. Односно, се обидувате да отворите нешто и упорно никако не постои програма преку која што може да ја отворите. Дополнително произлезе дека се работи за аудио фајлови и ги утврдивме, ги попишавме истите, односно нивното време траење, нивната местоположба на тој хард диск и така натака. Тоа е од една страна. Од друга страна, велите дека прашувате за УБК дека не сме нашле ништо. Јас не би рекла дека не сме нашле ништо во УБК. Во УБК наидовме на одредени податоци кои што навистина придонесуваат многу во случајот таргет. Можеби и не најдовме аудиозаписи, што е невозможно да се најде со оглед дека опремата на која што тие биле снимани првично, веќе констатиравме, односно утврдивме дека била уништена. И трето е за мобилниот оператор, да, се уште имаме проблеми во комуникација, да ни се обезбедат целосно податоците. Сепак, и покрај ваквите недостатоци на податоци, значи, во одреден обем, обезбедивме податоци кои што итекако упатуваат на основано сомнение за тоа од кој го вршил прислушкувањето во Република Македонија и преку кои системи тоа било вршено. Односно, на кој начин било тоа вршено. Ние ги немаме 100% податоците, не по наша вина, туку за тоа што дел од податоците се уништени, тоа веќе го имаме споделено со јавноста, а додека другиот дел од податоците, се уште не сме во можност да им каде е вистината, се извинувам Сашка, каде е вистината, бидејќи рековте вистината е тука, по кратката пауза за реклами. Топ тема на ваша страна на Жешко Столче вечерва обвинителката во специјалното јавно обвинителство Ленче Ристоска. Во претходниот дел рековте вистината е тука. Ако е вистината тука, дали тоа значи дека тврдина и таргет, гледани во пакет со отфрлањето на обвинението за пуч, би значеле дека наскоро може да се очекува обвинение и практично обелоденување на вистината до која што вие сте дошли? Па може така да се земе, да. На некој начин, натака и оди. Тврдина и таргет како поврзани предмети ќе дадат одговор на сите тие прашања за тоа што навистина се случувало по однос на прислушкувањето во Република Македонија, така да очекуваме истрагите и двете да привршуваат во следниот период и можеби ќе успееме, ако се надминати сите процесни пречки кои што стојат во една истрага и да дојдеме и до обвинение. Не би го прејудицирале денот на обвинението, меѓутоа се работиме напорно и очекуваме таа работа да има резултати, да. Сите предмети на таа, едно од прашањата е зошто е сената? Тоа ќе остане за крај. За крај на емисијава или за крај на работата на мандатот на специјалното? Труст, Тотал, Тифани. 3 случаи кои што фокусот од борба кон криминалот го свртеа и кон прашање
спинување, шпекулации, како сакате, за таргетирање овој пат на медиумите. Ваш коментар? Веќе кажавме дека апсолутно се неосновани сите наводи за тоа дека таргетираме медиуми. Мислам дека така и започнавме и нашата пракса е таква да сме една од ретките државни институции кои што има целосно отворен однос кон медиумите. Целосно пропагираме соработка со медиумите, отворени сме за соработка, одговараме на новинарски прашања. Сите медиуми се добре дојдени на нашите пресконференции. И тоа е се со цел за да овозможиме пошироката јавност во Република Македонија да се запознае не само со нашата работа, туку и со сето она што би било предмет на нивен интерес, а поминува низ канцеларијата на специјалното јавно обвинителство. Многу директни обвинувања има. Ќе прочитам дел од соопштението на МАН, иако ја поканив претседателката на МАН да биде вечерва дел од оваа дебата, но не одговори на повикот. Велат веќе никој во јавноста нема дилеми дека СЈО и СДСМ соработуваат, имаат исти цели и задачи, откако СЈО ги ослободи од одговорност Зоран Заев и Зоран Верушевски, а отвори процес против собственикот на ТВ Нова Сеат Кочан, главниот уредник на најголемиот македонски медиум Сител Драган Павлович Латас, како и главниот уредник на Вечер и уредник во Сител Ивона Талевска. Вака. Мене навистина ми е жал што претседателката на МАН не е тука за да размениме аргументи, затоа што мислам дека тоа е најсоодветен начин, но сепак нема да останат тие прашања без одговор. Поентата е дека под истрага на специјалното јавно обвинителство се лица кои што се поврзани директно или индиректно со медиумите. Меѓутоа, треба да се направи една значителна дистинкција. Тие се под истрага поради постоење на основано сомнение за нивни приватни криминални активности, а не за криминални активности кои што евентуално ги презеле во име на медиумот или во вршење на нивната дејност како новинари. Тука стои основната разлика. Како што никој не може да биде амнестиран заради своите положби, например од аспект зборувам на представници на државна власт, на од било кое друго својство во однос на кривична одговорност, така и новинарите во ситуации, особено кога преземале одредени активности кои што можат да значат исполнување на кривично дело во рамки на нивното работење со други правни лица. Не зборуваме од аспект на медиумите, не значи дека треба ако е новинар некој воопшто да не зборуваме за негова кривична одговорност. Напротив, сметам дека сите новинари како носители на како јавни личности во конкретниот случај, исто како и сите носители на јавни функции, имаат едно повисоко ниво на одговорност во однос на доследно почитување на законските прописи, затоа што служат и како еден вид на пример. Но ве обвинуваат и директно за влијание на сведоци, дека генералниот секретар на СДСМ запозната сум со таквите неовластено и незаконски вршел распит врз сведок во просториите на СЈО. Такво нешто се нема случајно. Ние поседуваме камери од обезбедувањето на специјалното јавно обвинителство и доколку постојат такви сомненија во било кој момент може ние да докажеме дека такво нешто не се случило. Сведоци во специјалното јавно обвинителство, освен вработени на специјалното јавно обвинителство, никој друг нити испитувал, нити има законски основ да испитува. Да не ја префрлуваме топката од еден интерес на друг. Поентата е дека сосем случајно се случи да 3 лица за кои што имавме основ да отвориме истраги се поврзани со медиуми. Ако вие ја земете статистиката на 64 лица за кои што имаме отпочнато истраги, се опфатени со истраги, севкупно зборувам со работата на специјалното обвинителство, и имате од друга страна само тројца кои што се со медиумите, каде тука стои тезата дека ние сакаме да направиме обид да влијаеме на медиумите. Напротив, од наша страна би рекла дека се преземени позитивни мерки за да ги заштитиме медиумите. Не е блокирана сметката на ниту еден медиум, со што би се оневозможило финансиски да функционира тој медиум. Нити пак на лицата кои што се под истрага на специјалното јавно обвинителство и е побарано за нив и им се изречени мерки со кои што би се ограничило нивното право и понатаму да учествуваат во работата на медиумите како уредници и така натаму. Дали имаше потреба, се извинувам, од изнесување на такви бизарни детали во јавноста за набавка на долна облека за душеци, што остава вакав впечаток на една сензационалност која што не треба да биде својствена на специјалното јавно обвинителство, бидејќи дента кога отворивте 4 истраги на социјалните мрежи, акцентот беше ставен не на злоупотребите со 450.000 евра за набавка
незаконска на возила, туку за долната облека на уредничката на вечер. Ние не избираме кои факти ќе бидат содржина на една истрага. Тоа самите докази го упатуваат. И во конкретниот случај, она што го изнесовме во јавност е само еден многу мал дел од сето она што го има и се случувало како незаконска набавка. Примерите кои што ги дадовме како примери јасно посочуваат дека не станува збор за потреби на правните лица во конкретниот случај, набавките не се навистина вршени за правните лица, туку се работи за приватни потреби на лицата кои што се јавувале во тој период како одговорни лица во правните лица. И токму во тоа е и поентата, не може да станува збор за основни средства на правното лице кога зборуваме за таков вид на трошење на парите на правното лице. Значи признавате дека на некој начин свесно е отидено во таа насока да се долови во јавноста за што се употребени тие пари. Меѓутоа, знаете како, не би дала баш таква дефиниција, не би се согласила со вас. Од причина што битието на кривичното дело е токму такво да преку тие активности, кои што не се само тие што ги споменавме, имаше и плејада на други кои што верувајте можеби би предизвикали уште и побурни реакции ако и тие ги соопштевме и се по, да речам, според мое видување банални и по срамота би било тие да ги кажеме, еве се вака народски да се изразам, него тие што ги изнесовме работи во јавноста, така што поентата беше да се долови во што се состои злоупотребата, а дека тоа навистина е настанато, навистина настанато, постојат материјални докази за такво нешто. Ние имаме сомненија за сето она што веќе во јавност го тврдиме. Истрагата ќе покаже во иднина дали сме ние во право или пак постојат некои околности кои што за нас, согласно документацијата што сме имале во моментот, не сме биле доволно запознаени, не ни била презентирана и другата страна на приказната и сето тоа ќе биде предмет на утврдување во рамки на истрагата. Не би се согласила со наводите кои што беа истакнати од страна на лицата што ги посочивте, дека специјалното јавно обвинителство осудува и суди некому како да ги троши собствените пари. Апсолутно не станува за тоа збор. Станува збор за одговорно вршење на функции кога сте веќе управители на правни лица и кога веќе преземате активности не само како физичко лице, туку преземате активности во рамки на бизнис секторот. Точно е, секој треба да си ги брка своите работи, да учествува во своји бизнеси и така натаму, меѓутоа сето тоа мора да биде направено во рамки на законот и во рамки на законските прописи. Тоа беше поентата. Да, имам прашање, ама само едно прашање да се надобрзам. Една од важните работи кои сите не интересира, како се финансирале компаниите на посочените, дали може би се финансирано од владени реклами? Тоа не го слушнавме. Да, тоа не го кажавме затоа што тоа е дел од предистражна постапка, како што и друг пат имаме повторено, тие делови од предистражните постапки кои што се уште не се јавно објавени, а се уште се под истрага и немаме точни наводи, не можеме да ги соопштиме во јавноста, токму за да не се створат шпекулативни или други било какви моменти. Целта на истрагата во овој случај беше токму да се утврди непочитувањето на даночните прописи и избегнувањето на плаќање данок на државата. Добро, и моето прашање е, слушнавме од објавените бомби многу разговори во кои што владени функционери, бизнисмени блиски до нив и онаа мала клика на луѓе кои со години управуваа со општествениот, со приватниот и со секаков со бизнисот, со се во Македонија, слушнавме како договараа сделки и најчесто слушавме провизии за кои во една снимка зборува самиот Сашо Мјалков, братучедот на Никола Груевски, и таа група на луѓе се, може да се каже слободно, барем низ призма на оно што сме го работеле во Нова ТВ, дека успеале да стекнат средства и да се збогатат со помош на владино спонзорирани сделки преку тендери. Многу од граѓаните се заинтересирани дали специјалното јавно обвинителство следи каде се парите, бидејќи во истиот овој момент додека ние зборуваме, постојано следиме секој ден во Централниот регистар објави. Излегуваат бизнисмени добро познати на јавноста од компаниите. Се случуваат страшни промени и дополнително на сето ова имаме одлив на инвестиции од Македонија, како на пример во Бермуди. Значи македонските пари сега на големо овие последни 3 месеци излегуваат надвор. Дали СЈО ќе врати пари и имот или ќе останат со своите стопани некаде на Бермуди или на некоја друга плажа?
И дополнување го има ли можности СЕО да го следи текот на парите? Тоа е она што е многу битно. Да. Или меѓународна помош можеби важи за ова. Да. Веќе еднаш ова прашање го има одговорено и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Паралелно со сите предмети кои што ние ги истражуваме и сите злоупотреби кои што се настанати, се водат финансиски истраги. Водењето на една финансиска истрага подразбира вие точно да лоцирате од каде одредени лица си го имаат стекнато својот имот, во колкав обем, дали тоа соодействува со нивните реални примања, така што со сигурност специјалното јавно обвинителство можам да потврдам дека и како трага каде се парите во целост, каде се завршени, за да може на крајот се разбира преку користење на сите законски дозволени инструменти, вклучително инструментите на меѓународна правна помош, кои и како го поддржуваат институтот на конфискација на корист од кривично дело, да може на крајот со примена на сите тие инструменти да ги вратиме парите во Република. Соработувате со други држави? Да. Кои? Сето тоа е во рамки на предистражни постапки и во интерес не можеме во моментов да ви даваме. Кога ве праша Боби за таргети тврдина, рековте дека ќе има можеби опниненија дека вие се надевате на постојат процесни пречки. Кои се процесни пречки? Дали можеби ќе има процесни пречки за овие се комплексни истраги сепак кога се следат парите? Најголема пречка за овие комплексни истраги кај што се следат парите, верувам дека тоа ќе биде индиректно и наметнување на следната тема, е токму рокот кој што го имаме за постапување, односно поднесување на обвиненија. Затоа упативме апел до Собранието на Република Македонија. Во оваа прилика го повторувам апелот да се изгласа измени на нашиот закон во насока на продолжување на тој рок и овозможување да си ги завршиме истрагите во рамки на она што законот го предвидува за било кој сторител на кривично дело. КАЗЕ, односно кривичниот законник и законот за кривична постапка даваат рокови во рамки на кои обвинителствата треба да постапуваат и тие рокови мислам дека треба да важат подеднако за сите граѓани на Република Македонија, независно дали ги истражуваме ние или ги истражува другото обвинителство. Кога зборував за процесни пречки, зборувам за ситуација кога една истрага може да се заврши доколку бидат исполнети сите услови, меѓу кои што едниот услов е сите осомничени лица да бидат сослушани, односно да бидат запознаени со предметот на истрага, да им биде овозможен увид во доказите и да им биде овозможено да ја кажат пред обвинителот својата страна на приказната, за евентуално доколку приказната има друга страна и постојат докази за нивна евентуална неинволвираност или не знам да се прикажат нивните активности во друго светло, тоа на обвинителот треба да му биде разјаснето и да се поштеди судството од скапи понатаму судски процеси кои што на крајот би резултирале со негативен исход. Токму во тоа, на тоа и мислев кога зборував за истрагите таргет и тврдина, значи кај таргет имаме голем број на лица кои што се јавуваат како штетени лица. Кај нас имаме секојдневно стигаат пријави во периодот кој што следи, еве ја известувам и јавноста дека ќе бидат повикувани сите лица за кои што сме утврдиле дека имаат статус на оштетени лица да се произнесат за повредата на нивните права пред јавниот обвинител, потоа ќе следи процесот на сослушување на осомничените лица за тие истраги. Едно од прашањата што го имаме, се извинуваме, зошто не одговарате на поднесени барања за прислушување броеви? Ние не одговараме затоа што истрагата е се уште во тек и навистина очекуваме, се уште очекуваме и се надеваме дека и покрај проблемите во соработка со мобилниот оператор што го посочуваме и во извештајот, дека сепак ќе наидеме на некаков начин на соработка и податоците ќе ни бидат обезбедени, тие кои што ни недостигаат. Обезбедувањето на тие податоци ќе овозможи една подлабинска анализа, односно една подетална слика на тоа кој се бил опфатен со процесот на прислушкување во Република Македонија. Ќе бидат сега еднаш повикани сите лица за кои што веќе поседуваме докази дека биле предмет на следење на комуникација. Мислам дека прашањето на Боби е дека ви имате броеви. Да, да. И граѓаните сакаат да знаат. Да, упатуваат барања до специјалното јавно обвинителство и се разбира, еве сега известувам дека анализите ни беа во тек, сепак треба да се вкрстат тие броеви за да видиме да се направи една сеопфатна анализа. Анализите ни се завршени заклучно со месец март, сите што имаа пријавено броеви, така што во периодот што следи ќе бидат известени кои граѓани се биле предмет на следење на комуникациите, ќе бидат повикани во специјалното јавно обвинителство. Едно прашање ми се наметнува во овој момент, се извинувам ако имате прашања, проблеми во соработка со институциите. Ви имате правни лекови да реагирате, го користите тоа или само пишувате молби, приговори и праќате јавни апели преку медиумите? Ние ги користиме сите законски предвидени можности.
Значи, доколку одредени институции, а има, сме кажале, сме ги посочиле, многу пати сме посочиле дека е отежната соработката со Управата за безбедност и контраразузнавање и таа состојба за жал се уште не е надмината. Во последно време имаме проблеми во соработка и со Управата за финансиско разузнавање. Па таа е клучна за тоа што го зборуваше Сашка за затварање на тој круг на следењето на парите. Токму така и нејасно е за нас како институција која што меѓу другото е овластена да испитува и настанат евентуален процес на перење на пари и други такви крични дела. Имате ли бројка, бидејќи мораме да одиме на реклама и времето ни е при крај. Имате ли бројка на институции или име и бројка и луѓе против кои сте поднеле некаква имаме поднесено барања за казнување на одговорни лица до Основниот суд Скопје 1 и да речам одлучувањето по таквите барања за казнување на одговорни лица некако чудно се одолговлекува и се надеваме дека судот во најкраток можен рок ќе ни донесе. Побарано е, како еден пример само ќе наведам, против директорот моменталниот на Управата за безбедност и контраразузнавање имаме поднесено предлог за казнување со оглед дека не одговараат на дел од нашите барања. Тоа сега во моментов го имам како податок за да го споделам. Што е со Управата за финансиско разузнавање, бидејќи ја спомневте како спорна и со началникот на Охридската полиција, што исто така беше специфичен случај. И тие влегуваат во меѓу овие луѓе или? Да, за началникот за Охридската полиција, како што кажавме, веќе го известивме министерот за внатрешни работи, за сето она што се случуваше. Не сме во тек дали е завршена дисциплинската постапка, мислам не сме формално известени, нити пак некој од лицата од специјалното јавно обвинителство кој што беше сведок на сите тие настани беше повикан да во рамки на дисциплинска постапка даде појаснување. Очекуваме дека во таа насока со цел објективно и непристрасно постапување на органите, дека ќе имаме соодветни податоци во периодот што следи. Така што тоа е она што го имаме за началникот на Охридската полиција, а во однос на Управата за финансиско разузнавање, како што кажав, имаме отежната соработка. До моето доаѓање тука се уште немаме иницијален акт со кој што сме побарале да биде некој санкциониран или казнен, што не значи дека во иднина нема да следи доколку не најдеме заеднички начин да ги премостиме точките на недоразбирање. На УБК. Или има и други? Не би знаела во моментов да ви кажам, со сигурност можам да ви потврдам дека е директорот на УБК, а мислам дека имаше и до други одговорни лица во рамки на дел од институциите, зборувам за државни институции. Многу отворени прашања, само 87 дена за конкретни одговори. Што понатаму и како ќе се заокружи целата работа на специјалното јавно обвинителство за овој краток период и што доколку не успеат да ги преслушаат сите материјали. Тоа се прашањата во третиот дел по уште една кратка пауза за реклама. Ленче Ристовска, обвинителка во специјалното јавно обвинителство и портпарол на ова обвинителство е вечерва во топ тема на ваша страна. Во завршните 10 минути прашање за тоа како ќе се оконча работата. Роковите се кратки, 87 дена точно од денеска до поднесување на обвиненијата. До сега се само 3, неколку податоци од извештајот, 13.200 часа се само сите аудио фајлови, а до сега се преслушани 45%. Најголемиот оператор, каде што можете да најдете најмногу докази, не соработува. Управата за безбедност и контраразузнавање, рековте, не соработува. Нејзиниот директор е добил предлог за казнување и една од клучните институции, Управата исто така за финансиско разузнавање е на листата на оние кои што не соработуваат. А говориме за случај на висок криминал. Што можеме да очекуваме до 30 јуни? Токму затоа и се нашите апели да се продолжи рокот. Прво, условите под кои што започнавме да работиме и до кои и ден денес работиме, се разбира последниот извештај, откако ни се унапредија условите, покажува и значителен напредок во нашата работа, меѓутоа сепак би кажала дека целокупниот склоп на околности под кои што ние ја вршевме нашата работа и се уште ја вршиме, налага за тоа дека не е возможно да завршите предмети кои што се
од ранг на висока корупција, со кој што се офатени сериозни кривични дела и во кој што имаме инволвирано сериозни софистицирани криминални активности, вие да ги завршите за толку краток рок од 18 месеци од, зборувам, денот кога сте слушнале дека такво нешто постои, преку една сеопсежна предистражна постапка, потоа и истражна постапка, за да дојдете вие до ситуација во рок од 18 месеци. Што значи тоа? Ајде, бидејќи немам навистина многу време да им дадам. Толку малку истраги и што се случи со Титаник, првиот случај што го отворивте за изборен инженеринг. Најавивте скорашно обвинение, се уште во неа. Истрагата на Титаник, да речеме, во тек. Моментално е процесот на сослушување на осомничените лица, што е задолжително дејствие кое што обвинителите мора да го преземат во рамки на истрагата. И се надевам дека потоа ќе имаме привршување на истрагата за Титаник, како што и беше најавено. Дека се малку предмети, не би рекла дека се малку предмети. 3 обвиненија се досега. Зборуваме за обвиненија, меѓутоа јас зборувам за целокупниот обем на работа со кој што се соочува. Да, меѓутоа вие имате рок 30 јуни. Што е поднесено, поднесено е. Се друго останува во сефот. Не би рекла дека е така. Прво, второ, сметам и апелираме до парламентот да се продолжи. До тогаш не се знае ни собрание дали ќе има. Јас сметам и верувам дека и моето мислење го делат сите колеги. Впрочем, го делат и најголем дел од граѓаните на Република Македонија, кои што заслужуваат одговор за тоа што навистина се случило. Во кој обем се случиле одредени активности и еднаш за секогаш треба, како држава, да застанеме цврсто за тоа да се расчистат сите сомнителни ситуации кои што ги имаме, за утре да почнеме од почеток и да не мора нон-стоп да се навраќаме дека во некој изминато време некој друг така правеше, па тоа е нормално така да се работи. Не. Нормално е да се работи согласно законските прописи. И тоа е стандард кон кој што треба сите ние да целиме. Добро, и тоа е стандардот што сака САЈО да го. Апелиравте за продолжување на рокот. Меѓутоа хипотетички со оваа констелација на односи, што ако сепак не се продолжи рокот? Прашањето за рокот не е во нашите раце. Значи, ние би сакале рокот да се продолжи и не затоа што сакаме ние, туку затоа што тоа е реална потреба. Доколку не се продолжи рокот, ќе видиме што ќе се случува. Работата на специјалното обвинителство, јас верувам дека нема да застане тука. Може ли пластично да ни кажете што ќе се случи со материјалите кои што ги имате, а за кои што нема до 30 јуни да се поднесе обвинение? Тоа е работа која што многумина ги интересира, дали ќе пропаднат тие материјали или ќе бидат дадени во работа на редовното обвинителство или како и да е? Во никој Имате случај ли план Б како институција? Имаме неколку варијанти кои што ги разгледуваме и се уште немаме одлучено како институција која би била најцелисходната и затоа се воздржуваме од јавни коментари кој е нашиот план Б. Се разбира, ги разгледуваме сите можни опции, постојат некои варијанти. Она што со сигурност можам да го кажам е дека тие материјали нема да завршат во некој сеф и фиока, дека тие материјали заслужуваат да ја видат виделината на денот, еве малце поетски да се изразам, односно заслужуваат сите граѓани на крајот да знаат што навистина се има случено. Така што верувам дека ќе дојдеме до одговори на тоа прашање. Во овој контекст се согласивме сите ние дека евентуалниот исход од оваа политичка криза и оно што се случува во собранието дефинитивно, а засега и днината на специјалното јавно обвинителство, иако новото дадеме дека еден од главните кучничари на сите овие процеси е претседателот Иванов, многу од граѓаните, па еве јас лично и новинарите сакаме да знаеме има ли дали телефонскиот број, дали бил прислушуван господинот Иванов, бидејќи едноставно сакаме еден одговор како почитуваниот професор се претвори во ваков покорен слуга, не интересира. Дали претседателот на оваа држава бил прислушуван? Ние дадовме податоци за прислушувани разговори на лица кои што беа јавно објавени нивните разговори и на лица кои што се легитимираа како оштетени лица кај нас. За останатите лица, тоа е принципиелно за сите, значи не само за претседателот Иванов, туку и за сите останати. Нема да соопштуваме во овој момент кој се бил предмет на следење на комуникации, се до конечно завршување на истрагите за. Ама сепак е тој претседател на држава. Да, меѓутоа јавно објавен разговор со него немавме, нити пак истиот се легитимирал, односно побарал да утврдиме дали е оштетено лице за да може да ги споделиме тие податоци со јавноста. Не бил заинтересиран да дознае дали може би немаме барање од претседателот Иванов дали неговиот број бил следен.
Знаете каде е Сеат Кочан? Во бегство. Официјалната информација е дека Сеат Кочан е во бегство и тоа е како информација она што ни е достапно на нас како специјално обвинителство. Што е со она што еве ја интересира дел од јавноста, случаите Сопот, Монстро, до каде се? Тие случаи, зборуваме за случајот Сопот, е пред Советот на јавни обвинители и очекуваме, знаете како одржавме со Советот неколку работни средби, преку кои што очекуваме да ги надминеме сите недоразбирања и да ја унапредиме соработката со Советот, така што очекуваме и реални исходи и по однос на воспоставување на надлежност, конкретно врз предметот Сопот, да има во периодот кој што следи. Коста Крпач остана голема мистерија. Му дадовте некакви докази на основното јавно обвинителство или само насоки каде да се води работата? Ние на основното јавно обвинителство уште тогаш кога беше актуелен тој предмет, му ги дадовме сите релевантни податоци со кои што располагаме, во смисла на тоа каде се можат да бидат пронајдени релевантни факти и докази кои што би им биле од значење за евентуални понатамошни постапки. Тоа е она што бевме во можност да го споделиме со редовното обвинителство и го споделивме. Дали на 30 јуни ќе ве останете на оваа бројка од 3 пати влегување во судница? Се надевам, не. Се надевам дека ќе се зголеми Кој ви е бројката. таргетот? Мислите колку пати очекуваме да влеземе во Уште колку судница? обвиненија? Точна бројка уште колку обвиненија би следеле не можам да кажам, на вистина. Кажав дека од многу фактори влијае поднесувањето на едно обвинение, се надеваме што е можно повеќе. Се трудиме и работиме да што е можно повеќе стигнеме да ги поднесеме обвиненијата во рамки на рокот кој што законот го пропишува. Доколку не се пролонгира рокот за поднесување обвиненија, се плашите ли од реакцијата на Уставен суд и можноста да ве прогласат за неуставни? Апсолутно не. Затоа што целта на обвинителството апсолутно не е противуставна и неговата поставеност, од причина што ние сме тука да откриеме дали навистина е случајна корупција во државата, да откриеме како евентуално се злоупотребени парите на народот и мислам дека како обвинителство кое што се залага за имплементација на начелото на владење на правото и воспоставување на некои повисоки стандарди на заштита на правата на сите граѓани во државата, апсурдно би било да некој тврди дека ние сме противуставни и дека нашите цели не се во линија на унапредување на состојбите во нашата држава. Така што, уште еднаш би повторила и дека работата на едно обвинителство не застанува само со поднесување на обвиненија. Ако постојат правни пречки или фактички пречки да се поднесе обвиненија во одредени случаи, ќе повторам уште еднаш, како и во една прилика што кажавме, не постојат пречки да се врати имотната корист и користа која што некој ја направил преку вршење на кривични дела во буџетот на Република. Очекувате ли еден ден специјалното јавно обвинителство да биде интегриран дел од обвинителството? Како природен процес, сметам дека тоа со тек на време би требало да следи, особено што како обвинителство сметам дека до сега изразивме цврста волја и непоколеблив став во борбата против корупцијата и злоупотребите на власта. Ја ви благодарам, колешки, за помошта вечерва. Ви благодарам и на вас за гостувањето во топ тема на ваша страна. Благодарам на поканата, беше задоволство. Почитувани, тоа беше се во вечерашното издание на топ тема на ваша страна. Утре со вас во топ тема не Александар Чомовски. Останете со тема.